Членовите на Комисијата за заразни болести на денешниот состанок дискутираа за повеќе предлог мерки за кои дополнително ќе се донесат одлуки и заклучоци, соопшти Министерството за здравство. Конкретно за предлогот за намалување на времето за изолација за асимптоматските случаи на COVID-19, членовите ќе донесат одлука по дополнително обемна дискусија која ќе следи во наредните денови. На денешниот состанок Комисијата разгледува и евентуалната можност за промена на почетокот на второто полугодие од учебната 2021-2022 година. Но и на овој предлог одлука ќе биде донесена непосредно пред почетокот на второто полугодие. Од Министерството за здравство велат дека клучно ќе биде каква е епидемиолошката состојба во државата и одлуката за почетокот на второто полугодие од учебната година ќе биде усогласена и со Министерството за образование и наука. Според податоците на Институтот за јавно здравје, изминатава недела има зголемување на 51% на позитивни случаи, како и 41% од зголемување на хоспитализациите. Во периодот од една недела, односно од 3 до 9 јануари, пријавени се 946 реинфекции на COVID-19, што е зголемување од 7 пати во однос на претходната недела. Според направеното секвенционирање на 152 позитивни примероци на коронавирус, во изминатите 6 дена, кај 104 од нив е откриен сојот Омикрон, што представува 68% од заразените. Вчера беа регистрирани 813 позитивни од 5156 тестови и 10 починати, а па Последниот извештај пак на Институтот за јавно здравје стои дека во Струмица за сега не е регистриран ниту еден случај на Омикрон сојот.